Другари, одем одма второ видео и ово ќе гледам да е 15 минути. Значи кратки ќе ги правам да видиме, баш ме интересира колку повеќе ќе ги гледат, брат. Многу и било то 30 минути, брат. Многу бизи, таму треба 3 кафиња шеми да има. Знаеш, на секои 10 минути цигар пауза. После треба нешто тропне да види. Ја тука, например, камерите се клучат, гледам тука може да со шатган да ти издигат, брат. У Македонија што гледате, брат, там комшиите што прават. И там 5 минути, тука 5 минути и немале време да гледат 30 минути видео, што пази може да го смене живото. Така да, другари, не знам, на криптореволуција ви покажав денеска, ми излават, сега по-често ми излават на мемори, пред 6 години за биткоин брмблав, плукаме, брат, плукаме, значи, зборам за биткоин и овие ми викат, абе ти ненормален ли си, вика, зашо го лажеш, вика, народо, вика, да купува нешто што не постои, што не може да се пипне, не може да се онаде. А пази, они имат дебитна картичка и му викам, брат, ти може да ги пипнеш парите од дебитната картичка. И од 10, 9 викат, абе ти си луд, едениот вика, и чекай, стварно. Така да, другари, многу луѓе мислат овие цени, например, стигнал биткоин до 122.500, до 4, Ethereum стигнал до 4200 и тоа е. Другари, ово нема да заврши утре, брат. Ово си продолжува до 2000, последниот биткоин ќе биде ископен 2165, така отприлика кажувам. Представете си 2165, за какви машини збореме, за каква технологија што ќе се труди да ископа рестото, брат, што останало. И тоа мала количина. Другари, тоа чудо утре Елон Маск нели ќе ве носи на Марс од тука, ја ви праќам, нели тие сите што ќе ве рокнат со чипот позади, демек на Марс те, уствари ќе бидете доле у некој подрум, разбираш, и толку ќе биде реална онова симулацијата што вие стварно ќе мислите дека таму, затоа има у еден правец е пато, назад нема, за да не можете да дојдете да кажете, разбираш, и ќе ви уклучи Елон Маск како компјутер. Разбирате ли, ја ќе ви праќам биткоини, ви ќе ви порачам работи од таму и овие тука вештачката интелигенција со 3D ќе испринта ова карпа од Марс и сакам да ви кажам трговија ќе има измеѓу планетата и Марс и планетата и месечината. Значи биткоин ќе се користи, брат, Ethereum, Cardano, ќе се користат работи, колку и да ви звучат фантазија, ќе се користат. Сега колку ќе отидат на месечината и на Марс, тоа ќе видиме, дали ќе се у некој подрум доле ќе се играат со оние приклучици од позади. Така да сакам да кажам за ебанцията настрана, луѓе, не, ово е, не ги знаете пораките што се случува и ово е за тоа, овакви, кажи го, мобети, за тоа што е овај мобет, сега што го направив, еден ќе го гледа, на 100 луѓе ќе рече, да виш оваа од Америка се побркал, гледаш што збор. И тие 100 луѓе се фаќат на овај од Америка што се побркал со месечината и со Марс, со трансакции на биткоин мобето, ќе гледа 2-3 видеа и оп, фаќа се тука и почнува да инвестира. Само што повеќето од нив 90% рипат одма леверидж 50%, X, 10X, 20X. Другари, оваа технологија, белата мечка, аз зборам белата мечка, другари, зашто не го дават целото? Другари, гледај, ја имам еден братучет, он не знам на која сума го има купено, али не ми има кажано точно на време, пошто не потија работа таму. IT не ми е кажал на време, иначе ја до сега требаше да бидам милиардер. Ако само тај братучет ми кажеше, брат, ја имам Ethereum, гледаш ово. Значи ја Ethereum сам го дознав со мојот цимер Бојан од Мајами. Он беше повеќе у Ethereum, да се копа, да се истражува. Јас бев аналитиката. Чудо технологија која што зборам пред 9 години, 8-9 години у Мајами. Сега не ме држете за збор. Веќе ја не знам на која планета сам со милион пораки и со дати и со бројки. Значи, на Македонија викав, луѓе, не купувајте машини. Луѓе, купувајте си Ethereum. Не може машината да ви ископа толку. Ке идете у загуба, ке ви изгоре, јас се извинувам, телото си тражи кафе, ја го заливам со вода. И викав, луѓе, не купувајте машини, не ги бива тие машини во Македонија, што ви ги составува, купувајте Ethereum, трупајте Ethereum, ово е белата мечка, они се заебават, брат.
повеќето луѓе упаѓа, веруваат или да читат да видат што е тоа белата мечка, брат. Значи, многу луѓе се чудат зашо викаш белата мечка. Значи, гледај колку е заштитено. Трансакциите се скапи, не го бива, сите платформи дека ќе се поврзе хакнати. Вчера имаше драма со у Турција со нивен тамо од Тимо и не паѓа. Не паѓа, не е до сега забрането. Значи, луѓе, ово чудо, сега да го купувате и на оваа сума, без да чекате корекција, не може да промашите, брат. Ово треба да отиде минимум барем до 7000. Минимум. За да биде интересен на народу, наредните 3 години, ке речете, чека, ово беше 4, испуштивме го, иде 7, испуштивме го, сигурно ќе отиде натаму и 10 и 20. Значи, може и многу лесно може и 20 да го напумпа ако Трамп земе да накупи. Много лесно ако Америка купи, ќе купи Канада, ќе купат сите држави, ќе купи Црна Гора, брат, кој беше објавил Црна Гора, брат, че ќе почне да прави резерви за биткоин. Северна Македонија, брат, че викам да не зборам за политика, брат, има ли бе некој од таа држава што еден клип изгледал, бе, брат, да почне да трупа биткоин, да почне да трупа етериум, да почне да трупа кардана, бе, брат. Макар и Ripple и Solana да почне да трупат. Има ли, бе, брат, таму таа држава некој гледали ги овие видеа, бе, брат? Че јас стварно не ми е јасно, брат, тие там министри толку ли се дигитално неписмени, бе, брат? А ви имате некој од Америка 12 години и вика луѓе, луѓе укочени да земеја да направија машини етериум да копа, не биткоин, етериум да копа со геотермалната вода. Што ќе беме Дубај на Балкана, бе, луѓе? Сега да земат да направат геотермална, сега да донесат машини, сега да копат укочени. Значи, ќе копат, ќе прават луди пари, со рестото, што ќе се прави профит, ќе се направат страшни центри за луѓето да имат пристап до таа лековита вода. Кочени на прво место по смртност, брат, од болести. Че за џабе не се тие там беле бањи, брат. Че не може човек да се бори овие, замисли у тоа време, а не по ово лудо време, не може да се бори со тие болести ако не посетува бања. Че тие што ме гледат постарите, не постоje нешто поликовито од бања, бе, браке. Не само, нели, плане на чист воздух, али бања да излезат тие отрови. Че кочени леже на токави, кажи го, непресушени извори, што може да произведува биткоин, може да дури да произведува храна и зимно време, брат, па таа храна да се продава, па дел од кешо, од профитот се купува па биткоин. Значи две муви може да се утепат со таа геотермална. Државата, ама државата не е тоа приватна компанија да упадне да копа, брат. Приватна компанија ќе си гледа нивните интереси, ќе си расипе фамилијата со неговите деца со многу пари, ќе почнат да газат со джипови, ќе почнат да се играат со бело, ќе почнат со Роспу да се дружат и ќе се уништат. Не е работата приватна компанија, брат. Работата е државата, другари, да земе, да донесе, да ги склопува тие биткоин машини. Јас извинувам кога се што репам за етериум, ама за биткоин сакам да кажам, луѓе може да копа биткоин, па од тај биткоин ќе ги скопа плюс да го минува, да речеме, и за етериум и кардано, нели да е у портфолиото да ги има и од двете. Од етериум многу повеќе, да речеме сега биткоин ако го сменете. Биткоин може да отиде до 170.000, така ли? Ама етериум ако отиде до 7.000, ако отиде до 10.000, са не да одма да менете, сакам да кажам многу и сега да смените биткоин за кардано, многу повеќе ќе направите, не за етериум, јас не сум за да се мени етериум, ама сакам да кажам, ово чудо луѓе нема да пропадне. Ово нема да биткоин, етериум и кардано не можат, брат, да пропаднат. Многу се големи веќе. Многу се големи, чим Америка најавила да ќе купуваат и други држави. Другари, овоа многу луѓе викат ќе чекаме да падне. Шо бе, брат, ќе чекате да падне? Аби оваа сума е, трупајте го луѓе со пари од кафе, цигари, од кафани, од гардероба, ќе скратите, трупајте го луѓе, ово е сребро. Ово ќе се става по берзите, по банките. По банките ќе се става и ќе ви дават лихва. Ќе ви дават staking rewards, ќе ви дават проценти. Таа банка ќе ви дава 4% година, онаа 8. Банките ни свето ќе се надпреваруваат луѓе кои дека да го ставите да ви го држат, они после ќе отредат ли, не знам што ќе прават плюс со него, ќе го дават ли на други за комар да играат, мање битно, важно банката ви гарантира да одредена сума на како банката сега на пример во Америка на нас ни гарантира да речеме 250.000 евро, така во Македонија ќе има 20, не 20, но 5 биткоина, ово 5 етериума, банката ви гарантира дека ако пропадне, банкротира банката, да речеме, лупам 5 етериума,
ќе ви врне самата држава, да речеме државата градира ствари. Мобето е луѓе трупајте Ethereum и на оваа цена со тие пари што не ви требат, трупајте, ќе си го ставате после на Binance за staking rewards, ќе оставате на други берзи, ќе оставате на банки и ќе си живеете од лихвата, бе, другари. Не мора да ја тражите цената дали ќе ја продадете или не. Купили сте го на оваа цена, паднал на 2000, нема ништо страшно. Вие ќе ги ставате, финтата е да имате Bitcoin, Ethereum и Cardano за staking rewards. Не е само Bitcoin, ако не е само финтата да ги продадете, ако успеете да продадете, да речеме, отиде Ethereum на 7000, погодили сте го, после падне па на 4000 да го купите, тия пари ќе ви бидат, тия токени, коини ќе ви бидат за staking rewards да се живеете. Или купили сте го на 4000, успеете да го продадете на 10 000, разбирате ли, на 15 000, попадне само на 10 000, попадне на 7000 да го падне супер, на вас не ви трябва тия пари луѓе да ги потрошите. На вас ви трябва тия пари за да купите назад па Ethereum, разбирате ли? Да купите шо повеќе Ethereum па, откако сте определили на 10, да речеме паднал на 7 или бил на 15 000, паднал на 10 или бил на 8 сега, па паднал на 4, финтата е да процените да купите шо повеќе Ethereum, за да го после да го држите по криптоберзи, по банки и да живеете од staking rewards. Другари, учете се да го трупате за staking rewards. Пари ако кеширате ќе потрошите на глупост. Пак е пиете кафе, пак е да мал процент, 10% да речеме, треба да си тргнете за да се наградите, нели, со гардероба, да идете негде на одмор, да изпиете некое пиво, квалитетно органско црно. Треба човекот да се награди, не може само сега да биде нон-стоп купите, продаете, ама фактички другите 90% вие на месечно ниво па може да ги продавате тия staking rewards од што ви дава, да си ги трошите за живот, луѓе базата, количината на Ethereum ќе ви стое у банката. Разбирате ли? Наредни од 4 години тај процес пак ќе направите пари. Разбирате ли, откако Ethereum ќе се дигне, пак ќе продадете, таа процес. Учете се луѓе да купувате, да трупате Ethereum и фактички таа Ethereum кога ќе стигне all time high, што ќе мислите, ќе продадете и ќе купувате назад шо повеќе коини, ќе ги трупате у банките, учете се да живеете од тие токени што ќе ви дае екстрата. А за да ви остане базата таа, да не го продавате Ethereum, да ви останат, например, имате 10 Ethereum, да ви останат тие 10 Ethereum. Ќе продадете тоа што ќе ви го дава на ден, на недела или на месец, зависно која берза се оставиле, тоа ќе го продавате, другари. Значи учете се овоа сребро, дигитално сребро, целиот финансов систем планираат да го изградат врз овоа чудо. Значи трансакции, чуда, гледајте брат, сите институции ќе го држат овоа чудо. Гледајте луѓе, еве за тие што сакате, ја не можам да милувам, например, што е Ethereum, другари имате AI Mode на Google и си читајте што е Ethereum. Значи ја ќе ја прочитам чисто. Ethereum е децентрализирана платформа за софтвер, базирана на блокчейн технологија, која има своја криптовалута, наречена Ether. ETH, за разлика од Bitcoin, кој е правенствено дизајниран како дигитална валута и средство за складирање вредност, Ethereum оди подалеку од тоа што нуди поширок спектар на функционалности преку употреба на паметни договори, смарт контракти и децентрализирани апликации DApps. Клучни карактеристики на Ethereum, зборам брзо за да биде 15 минути. Децентрализација како и Bitcoin, Ethereum е децентрализиран, што значи дека не е контролиран од ниту една централна институција или влада. Со тоа најискрено не може да се согласам, али сепак у тај свет они што го представуваат, ово чудо луѓе е безбедно да вие си трупате, брат. Колку и да има негативни работи, не може толку лесно да го сменат. А ако го сменат, ако пропадне, ако се случи најголем хак, нешто ептен да се случи глупост, луѓе имат го Solana. Затоа треба да го имате и Solana. Затоа треба да имате и Bitcoin. 15 минути ќе го надминам. Одем уште 5. Одете со тоа, затоа викам 30% Bitcoin, 30% треба да имате Cardano. За ако нешто се случи, не дај Боже со Ethereum, ќе ви изваде од проблемите. Али друго, блокчейн користи блокчейн технологија и јавна дигитална книга која ги регистрира сите трансакции и апликации. Значи луѓе од тај свет се може да видите. Секоја трансакција вие сте таму, нели, не сте Даниел Гуштеров, туку сте X3, значи адресата која што е, се може да се види. Значи хакери што тражат Bitcoin, Ethereum, Cardano, има FBI, има tools, има алатки кои што може све. Уиднина, сакам да кажам, мафијата и хакерите ќе го јадат големо.
Значи паметни договори. Ова е една од најважните карактеристики на Ethereum. Паметни договори се само извршни договори со условни напишани директно во кодот, тие овозможуваат автоматизација на трансакциите и договорите без потреба од посредник. Што сакам да кажам? Значи луѓе од финки, од сите факултети до сега треба да сеат да истражуваат, брат, комплетно да ги обучуваат тие луѓе што е биткоин, што е Ethereum, што е Cardano, што е крипто и што е блокчейн. Не да учат, брат, тамо вештачка интелигенција, не да учат тамо кажи го да завршат факултети, они нешто ќе работиле, они нешто ќе правиле, брат, вештачка интелигенција ќе ви ги земе на сите работи. Подобро е на тие тамо факултети IT да се учи за овие работи, брат. Очто таа ако го обучиш ти за 4 години, што е биткоин, што е Ethereum, што е Cardano, на нив што може да изградат, на нив што може како да се користи, како Македонија да има бенефит, тие факултети ќе направат една елитна гарда од програмери, братче, и чудовишта од луѓе што се завршиле факултет за да бидат у текст со технологијата, со крипто и блокчейн, отколку, брат, да ги обучат таму, он ќе работил нешто. Брат, што ќе работи после 4 години вештачка интелигенција има да ви земе на 90% во квото. Ќе останат најдобрите кодери и тамо што разбирам други некои што ќе требе да речеме слабше поразбира, ќе требе на елитата да работите за нив. Али у принцип гледајте на тие факултети луѓе да истражувате што е биткоин, што е Ethereum, на кој принцип работат, ви треба да истражувате, не, брат, јас знам да направам пари. Не ми треба јас 100% да знам што е биткоин, што е Ethereum, што Cardano. Мислам, јас знам што е, ама не ми треба на мене детално да упаднам, кажи го детали, кога ќе ме викне некој, например, викале саме некој така на подкаст, што ќе збореме, брат, детално да објасниш што е биткоин, што е Ethereum, што е Cardano, брат, нема што да објаснам, јас сум 12 години, гледаш. Тука сум, јас сум дај да каже дека еве не е умрело, не е загинало Ethereum, тука е, не падна на $300 за па да си го купите. Значи тоа е битно од мене. А другото, јас сум ги изчитал сите тие работи, проблемот е што ја немам фотографска меморија како мечка од Infomax да братче да изчитам и да го прераскажам тоа. А ако бев како мечка, ќе имав телевизија, братче, и сега ќе седев и ќе правевме мобет за политика. Че јас сум, мојот мозок е трениран да направи брза аналитика, тоест седнува да ги скопа информациите, пошто 22 години од теорија на заговор, више знам што е лага, што е вистина, гледам ово чудо дека елитата 7-8 години пред колку е, ви го зборам, луѓе, гледате ли дека, брат, не пропадна белата мечка. Што е кажував, луѓе ќе се дешаваат чуда, цел свет ќе зборе за Cardano, цел нон-стоп Ethereum ќе има проблеми, ама ќе го држат затоа што елитата си го форсира, брат. Така да, другари, ово е сребро. Ово е моментално, не да купувате физичко злато и сребро, купувајте, другари, од ово сребро. Купувајте од ово сребро, трупајте, брат. Параф внуци ќе живеат од ово сребро. Тие деца сега да речем ви се родило дете, а вие сте купиле, натоварили сте по 20 Ethereum. Другари, 2035 еден Ethereum, не за 10 години нема да знае маркет капо, еден Ethereum 2035 може да достигне лесно до $50-100,000. Луѓе, вие сега да купите за $1,000, за $2,000, за $4,000 еден Ethereum да чувате до 2035. Не може да ми кажете дека ако стигнал 50,000 или 100,000, разбираш, и парата ќе изгубила вредноста. Брат, ќе се смене за тие пари тогај што ќе бидат. И не може да кажете дека сега да купите за 4,000 еден Ethereum, дека 2035, 2040 нема да вреде чудо од пари, $100-200,000. Другари, имајте еден за резерва, не знаете ово чудо до какви граници ќе достигне. Значи, ово чудо елитата си го форсира и е тешко многу да пропадне. Ако пропадне, ќе има сериозен, сериозна драма у криптосветот. Затоа нема тука што ја да дулаам у филозофијата подетално. Луѓе, јас сум сектор теорија на заговор и по теорија на заговор гледам дека елитата трупа страшни торби од ово чудо. Значи, за тоа зборам 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, за разлика од да истражувате, да си правите филмови, еве како еден што ми беше пишал со овие плати, брат, што ќе купиме? Па ќе купиш сигурност, брат, и со $100 да имаш плата на месец, ќе изградиш сигурност за твоите деца или за ти уеднина да имаш пари и да живееш од staking rewards, од лихва, просто кажано, да речеме, македонски превод. Разбирате ли што е тоа? А не, брат, да трчите по тие шиткоини и по тие, кажи го, вие ќе погодите, да, али на наредниот ќе изгорете. Тука, брат, не, тука трупате. На другите коини и токени се тресете дали ќе ја погодите цената. Тоа е разликата. Значи, тука трупате и да промашете, у наредните 4 години сте у игра.
трите години bear market и едната година bull market. Сте уигра. И 2025-та, и 2030-та сте уигра со Bitcoin, Ethereum и Cardano. И 2035-та сте уигра, и 2040-та, и 2045-та, и 2050-та сте уигра. Со другите топ 100, што нон-стоп изчезнуват другари, яу 12 години не ги гледам истите коини и токени, другари. Нон-стоп различни. И гледам нон-стоп македонци што банкротират, што не може да ги погодат, не може да погоде точната цена, отие предпоставка е цената. Не може да знае. Предпоставка е цената, не може да погоде точната цена, да я продаде, да ги продаде тия фантазия коини, шит коини, што ги е избрал и фактички другари изгорува. Или да направи профит, пак ќе упадне на маме, ај тука едно маме ќе купам, ај ово ќе купам, оно ќе купам и парите си ги лупат на такви фантазии од по 1000%, 2000% и изгорат. И после го е страда, уложи. Луѓе, трупајте Bitcoin, Ethereum и Cardano. И 10% си изберете от Ripple, посебно BNB, исто Staking Rewards ќе каже, ќе дава, Star Atlas, нели, како поризичен исто ќе ви направи, нели, овако и да ги изгубите Bitcoin, Ethereum и Cardano ќе ви ја заштитуват. Значи, тие што викате што ќе направам со мало сума на пари. Имаш 100 евра, $100, $50 ги тргаш, 30% Ethereum, 30% Cardano, 30% Bitcoin, 30% Ethereum, 30% Cardano и 10% Star Atlas DAO Polis и другите $50, ево од $1000 видеото и од $10,000 ще е видеото и там може да си изберете коини да си купите по $10 и другари пак ќе направи нешто. Ќе направи многу повеќе отколку пари за цигари, пари за спортска тие милиони што ги надувате. Логика е, луѓе, не е мала платата, луѓе. Мал ви е истражувачкиот менталитет, не е мала платата и со $100 и со по $50 од оваа стратегија може да трупате DCA, да трупате дневно, да трупате и по $5 и по $10 да си направите буџет. Вие луѓе уединак имате пари. Така да се надевам дека ќе изгледате ово истото мало видео 20 пати за да разберете што е зборот. Чао.